Сега се почна да се снима. Да. 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 Ајде уште еднаш од почеток. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри. Добри, ја. Денес за прв пат имаме онлайн час по ликовно образование, каде ќе разработиме една содржина, која потоа вие ќе треба да ја преточите и да направите еден убав цртеж кој што прикачите во вашите тетрадки по ликовно образование. Денес на овој час ќе разговараме за комплементарен контраст и композиција. Кои се целите што треба да се постигнат на овој час, да се знае што е композиција во цртањето и сликањето, да ги знае комплементарните бои во природата и уметничките дела, да го препознава ликовниот принцип контраст и да знае да прави разлики во комплементарниот контраст на ликовните дела. Што треба всушност вие да знаете и да примените при изработка на вашите цртежи? Да разликувате композиција во цртањето и сликањето, да знаете кои се комплементарни бои, да го разликувате ликовниот принцип контраст, да правите разлика во комплементарниот контраст во ликовните дела. Активности кои што ќе следат во текот на денот или во текот на овој час што е предвиден за денес, ќе разговараме и ќе поставувам прашања јас во секој оддел. Прво за боја, потоа да повториме и да кажеме кои се првостепени, второстепени хроматски, ахроматски бои, кои се комплементарни бои и да стигнеме до на главното и најважното, за да знаеме што треба да направиме кога ќе изготвуваме цртеж. И потоа тој цртеж ќе треба да има свој редослед на поставени форми, во зависност што ќе изберете да прикажете. И на крај, кога ќе го работите и кога ќе го боите самиот тој цртеж, да ги примените комплементарните контрастот во комплементарните бои и во композицијата. Сега, од десната страна на мониторот гледаме нешто. Имаме што е во првиот дел или првата слика на мониторот. Што гледаме? Виножито. Виножито. А во втората слика што гледаме? Виножито во природа. Виножито во природа. Браво. Браво. Ајде да се појави позадината. Значи, имаме виножито во природа. Да го тргнам тоа да не пречи. Гледаме кога се појавува виножитото, кој ќе ми каже само не групен одговор сега. Кога се појавува виножитото? Знае ли некој? Виножитото се појавува кога грее сонце и врне дожд. Сончевите звезди кога ќе поминат низ капката, а во сончевиот зрак има сите бои кога ќе помине низ капката, се ја прави виножито на небото. Се прекашува светлината, инаку светлината е безбојна и ние не можеме да ја видиме со голо око. Значи тогаш се појавува виножито, кога се случува прекршување на сончевите зраци. Браво, Јана. Одиме на следно. Сега ќе одиме да повториме за боја. Треба да почекаме да се уклучи, може би ќе биде денеска потешко, самава презентација е преполна со слики кои што мора да се почека додека се појави работната површина и кај вас. Вие само ќе ми кажете дали гледате тоа што гледам јас. Гледаме. Добро. Сега, што беше боја? Кажавме. Во виножитото. Кои бои ги забележуваме кај виножитото? Овде имаме еден, ајде да кажеме, тип на повеќе кругови во кои што се представени боите.
Првата поделба, што ја спомнуваме и секогаш кога почнуваме нешто да боиме, кои беа првите и примарните бои во ликовниот јазик? Кој ќе ми каже? Кој ќе се јави прв за збор? На црвена, жолта, сина. Црвена, жолта и сина. Сега гледате, тие се основните или примарни бои. Помеѓу црвениот круг и жолтиот круг се наоѓа друг круг. Каква боја е таја? Таа е портокалова. Портокалова. Помеѓу жолтиот и синиот круг се наоѓа уште еден круг. Зелена. Каква е? Зелениот. Зелена. Добро. И потоа покрај синиот и црвениот круг имаме уште еден круг. Виолетова. Какви се портокаловата, зелената и виолетовата боја? Како ги нарекувавме ние? Ако овие ни беа црвена, жолта, ги нарекуваме второстепени бои. Второстепени или секундарни бои. Зошто ги нарекуваме второстепени? Како ги добиваме тие бои? Ние тие бои ги добиваме кога ќе ги помешаме жолтата, сината и црвената. Што се вика второстепени. А жолтата кога ќе ја помешаме со црвена, добиваме портокалова, сината со жолта зелена и сината со црвена виолетова. Дали е ова јасно до сега за сите други што не се активираат? Да. Одиме на следниот дел. И сега покрај примарните и секундарните бои имавме уште една поделба на бои. Кои бои ги викаме ахроматски, кои хроматски? Ајде, кој ќе се јави? Хроматски бои се белата и црната, а хроматски се белата и црната, а хроматски се боите на спектарот. Боите на спектарот или на прекршувањето на светлината. Одиме понатака. Стигнавме до комплементарни бои. Сега, во ликовните творби можеме да комбинираме најразлични бои. Ама за боите да ни бидат соодветни треба да имаме најквалитетен производ, или би кажала квалитетни темперни бои, кои што ќе ја дадат соодветната боја која што сакаме да ја посакаме и да ја искористиме во цртежот. Ако имаме несоодветен прибор за работа, тогаш и боите нема да ни бидат соодветни, за да може да исликаме нешто. Кај боите може да разликуваме различни контрасти, меѓу кои најпознат е комплементарниот контраст. Комплементарен контраст се појавува каде помеѓу одредени бои. Сега ќе анализираме. Во првиот дел, надоле, еве вака ќе стигнувам јас, каде имаме контраст на бои, кај што е црвената и зелената елипса, или зелената позадина и црвената. Каков е контрастот тука помеѓу црвено и зелено, од една крајност до друга? Каде најчесто овие комплементарни бои можеме да ги употребиме кога ќе сликаме? Каде во природата можеме да забележиме црвена боја измешана со зелени листови, стебла? Каде? На на житните полиња, булки и трева. Одиме понатака. Виолетова со жолта. Забележувате? Сега како ќе треба да ги применувате комплементарните бои во цртежот што ќе треба да го направите. Значи, тука имаме пак. Каде можува да го забележиме како контраст? Може некаде. Може да го забележиме контраст на комплементарни бои. И сега, гледате дека зелената е сосема поинаква тука. По третото е различна, а виолетовата е каква? Разлика постои. Сега ги споредуваме сите овие полиња. Дали постои разлика во овие квадратчиња каде што се прикажани комплементарни бои? Или се сите со исти тонови или исти нијанси, со еден збор да кажам? Или има разлика? Кој ќе се јави за збор? Сите не се со исти тонови. Добро.
и сите се различни. Различни Ова. ова. Затоа кога ќе цртаме или кога ќе сликаме, ние може да ги употребиме комплементарните бои на различни начини. Сега, дали само бојата може на различен начин да се искористи во комплементарност и во контраст на боите, или ифо, што се овде? Овде имаме елипса, овде имаме круг, овде имаме поголема елипса. И во формите. Дали е ова јасно сега? Еве го. И следното што треба да го видиме, еве тука. Имаме комплементарност и контраст на бои. Дали оваа слика ви е позната, ќе ве прашам. Дали сте ја забележале некаде до сега или сте виделе? Не. Не. Значи, многу слабо го користите учебникот по ликовно образование. Затоа што во учебникот си постои за секоја наставна содржина што се реализира и појаснување како треба да се користат и боите, и линиите, и глината, и формите, и дизајнот, и компјутерскиот, и... Дали е ова јасно? Ајде сега да забележам кои комплементарни бои ги забележуваме тука. Имаме различни видови на зелена, различни видови на црвена и различни видови на сина и жолта боја. Како се подредени, ајде да ги изанализираме, ајде дрвото од левата страна, да го споредиме со на дрвото во позадина што е кај небото што се гледа. Дали постои разлика во прикажување? Во преден план нешто што е и позади во позадина. Постои ли разлика? Постои. А што треба да внимаваме кога ние цртаме? Во представување на големината на формите. Сите форми што се наоѓаат поблиску до се представуваат поголеми, а сите кои се оддалечуваат или така ние замислуваме, имаме представа своја илузија, се представуваат помали. Ова е јасно? Да? Да. Чисто пати кога го повторувам тоа. Сега кога почнуваме со боење, што е многу важно да почнеме со боење. Почнуваме оние што се со десна рака што работат. Почнуваат од левиот агол од горе надоле, го избојуваат тој дел и користат различни видови на четки. Четката секогаш кога се бои треба да биде чиста, за да не се измешаат тоновите и да не добиеме нешто што не посакуваме. Дали ме разбирате? Да. Да? Да. Добро. Одиме на следно. Сега, за секунда, стигнавме до на час од денес што ја имаме, а вие истата таа цел ќе треба да ја прикажете преку вашите изработки. И значи композиција е ликовен принцип кога ликовниот уметник ги распоредува елементите во уметничката целина. Со композицијата се распоредуваат линиите, боите, тоновите, формите, волуменот, текстурата, со цел да се добие целина која има уметничка вредност. Разликуваме хоризонтална, вертикална и диагонална композиција. Сега ќе поставам прашање. Тука имаме едно уметничко дело од еден познат светски сликар Ван Гог и како би ја сврстиле композицијата кај него? Хоризонтална, вертикална или диагонална? Кој ќе се јави за збор? Движењето, сините бои, во која насока се движат? Во вертикала или во хоризонтала? Хоризонтала. Во хоризонтала. Значи, тука имаме хоризонтална композиција. Тоа е важно да се знае. На следната сликичка, што имаме? Што доминира повеќе всушност на сликичката? Дали хоризонтална или вертикална композиција? Кој ќе се јави за збор?
Молчиме. Ова е нешто апстрактно. Ама каква е композицијата? На нас тоа ни е важно. Каква е композицијата? Кој ќе се јави за збор? Композицијата е Вертикална. вертикална. И одиме понатака, во десниот агол на мојот монитор имаме една црвена линија поставена на самото уметничко дело. Каква е оваа композиција? Последната. Таа е диагонална. Таа е диагонална затоа што ликот е поставен во некаква седечка во положба. Од левата страна имаме што? Што гледате вие од левата страна? Цвеќиња. Цвеќиња. Како се нарекува ова кога представуваме вазна со цвеќиња? Како Мртва природа. Мртва природа, добро. Кои тонови тука преовладуваат? Жолтите. Жолтите тонови. А во позадина имаме каква боја? Сина. Сина. Дали сега ви е јасно што всушност представува композиција? Ќе одиме и со анализа на други уметнички дела и слики на познати, други македонски сликари. И ќе дискутираме и таму нешто, да видиме што ќе откриеме. Во првата слика, кои тонови или кои комплементарни бои доминираат? Во хоризонталната композиција, кој? Која боја доминира? Доминира сината боја. Доминира сината боја. Сега да ме прашам нешто. Зошто често пати ви кажувам јас дека боите може да ги мешате и со бела боја, основните бои. Како ја нарекуваме таа техника за сликање? Темперна или како? Гваш? Техника. Кога користиме водени бои, како ја нарекуваме таа техника кога сликаме со водени бои? Како ги викавме водените бои уште? Да се подсетиме. Акварелни бои. Дали е ова јасно? Што до сега го дискутиравме и се подсетувавме за одредени, да кажам, фотографии на познати овие се од светски ранг. Одиме понатака. Сега имаме познати слики од македонски сликари. Прво ќе ве прашам дали некаде сте ги забележале овие слики што тука се прикажани кај мене. Прво ќе одиме тука. Ги имате видено до сега некаде на интернет, на пребарување, во учебник, нешто сте читале поопширно за македонското сликарство во изминатиот век? Има ли некој нешто што сака да ги прошири своите знаења? Учебник. Само од учебник имате нешто видено? Вака. Како мислите ова првата слика се вика? Мајка со дете или дојлк. Најпознат македонски сликар Никола Мартиновски и најпознат е по ова дело, бидејќи има голем број други дела што ги изработил и насликал. Но сега тука не е важно да дискутираме за македонскиот сликар, туку може да дискутираме за композицијата. Каква е оваа композиција? Хоризонтална, вертикална или диагонална? Вертикална. Значи тоа треба да разликуваме во начинот на презентирање. Одиме сега на втората слика. Тука ни е представено, знае ли некој што е ова на сликата представено? Дали сте виделе до сега вакво нешто?
Има некое видено? Ова се нарекува тркало за наводнување. Најчесто се поставуваат покрај реките и еве гледате горе човек може да го движи, но може тркалото да се движи и под дејство на сила на ветер за да зема вода од реката или во непосредна близина на некое езеро ако е, и да ја пренасочува водата таму каде што треба за наводнување на одредени површини. Сега пак тука е малку пообширно, овие две слики што ги гледате се исто така од еден познат македонски сликар, Лазар Личеновски. Сега тука имаме што различни нијанси, оно што го коментирав јас претходно, имаме комплементарност на што? На бои, имаме форми, имаме каква композиција тука прикажано? Хоризонтална, вертикална или диагонална? Каква е композицијата? Што се чудите? Не ви е јасно? Ме слушате ли? Каква е композицијата? Каква е композицијата тука? Вертикална. И одиме на мртвата природа и на важна со мртва природа. Значи, што имаме тука? Имаме различни тонови на сина боја, имаме различни тонови на жолта, на црвена. Добиваме оние тонови комплементарни што најчесто ги нарекуваме. Значи, научивте нешто повеќе за Мартиновски и за Личеновски? Да. Ќе дадеме задолжение. Следно, што е ова на првата слика што гледаме? Мртва природа. Мртва природа. Мртва природа. На мртвата природа имаме различен вид на овошје, имаме и васта. И тука имаме различни тонови кои што се прикажани и кои што треба да се представат. Но всушност што тука ние гледаме? Гледаме на сликарот една, и ова е од Лазар Личеновски, една уметничка слика на која што имаме многу добро поставена композиција. Значи корпа со овошје, вазна, чинија со грозје и расфрлано друго овошје од круши од праски. И мислам во позадина кај вазната дека има и нешто и грозје. Но тука постојат различни пак тонови. Така? И сега треба да разберете вие што треба да правите всушност, да ја правилно да ја нацртате композицијата во самите цртежи што ќе ги цртате и правилно да ги избоите. Уште еден познат македонски сликар е Вангел Оџома, потекнува од Струга по потекло е. Знаеме дека во Струга ние имаме интересна архитектура, зачувана стара македонска архитектура, и тој инспирацијата ја црпел од таму во почетокот, од езерото, од градот Струга, и ги презентирал и ги представувал своите замисли на платно. И овде вака имаме едно сосема абстрактно дело, ама некој може ли да ме може ли некој да ме потсети што гледаме ние тука? Дали нешто забележуваме? Дали нешто детектираме за што се работи? Разгледајте, да ја зголемам сликата, сакате? Пейзаж. Дали е пейзаж? Ќе видиме. Мртва природа. Мртва природа. Значи, еве го шишето, еве една чаша, еве уште една чаша, горе имаме што? Риба. Ова е некој сосема, некој друг начин на сликање кој што го користат сликарите. Ама сепак имаме правилна композиција. Гледате дури во квадратчиња се представени позадините. Знае ли некој да ми каже кој бил Пикасо? Што бил Пикасо?
Пикасо бил познат уметник. Познат уметник. Дали знае некој во кој стил или во кој правец создавал дела Пикасо? Вертикален. На квадратчиња, како викаме? Во кубизам. Тој е познатиот светски сликар кој што цртал, давал форми на формите им давал како, ајде, да се котски, квадратчиња, различни начини, на различни начини го представувал тоа. Сега ќе одиме уште со нешто друго, на крај што треба да се праша дали ви се допаѓа ваквиот начин на презентирање на наставна содржина поликовна. Ќе се јави за збор. Ова е листа за рефлексија, што може кога се изготвуваат вакви часови, кај секој ученик да се испрати оваа листа во неговото портфолио и да, како што добивате домашни, така и да запишете дали ви се допаѓа часот што денес го осмислив за ликовно образование. Да. Да? Да. Зошто ли некој може да ми каже? Зошто? Што е многу подобро да ги видиме сите работи онака како што треба. Дали бевте задоволни вие од презентацијата? Да. Да. Добро, и јас бев задоволна затоа што ги почитувавте правилата како ќе се вклучувате. Сега, она што треба да го пробаме, јас ќе напишам, а вие ќе треба да ми возвратите. Мене ми се чини минатиот пат, знае Марко. Ајде со ова буква моја С, што ми е оштетена тастатурата, да ја најдам. Може да пишуваме? Ви кажав кај треба да пишувате. Не можеме. Пак не можеме. Кликни на прозорчето. На прозорчето можеме. треба да кликнеш да пишуваш. Всички не можеме. Како со Марко? Има таму only owners. Да, само организери може да пишуваат. Да. Значи со Марко чатувавме. Ама на Сренешке може вие сте го направиле тој митинг да биде со ученици да може да читуваат, а на овој може не сте направиле да можеме да Што не читуваме. сум направила, значи вака го водев Марко и можеше да пишува. Значи вие кликнавте на самото прозорче? Да. Марко, ајде пробај Марко. Да. Може? Значи, даде ми се сите привилегии за да може да пишувате. Еве се сите учесници во Во групата. генерал дека не можеме да пишуваме, ово е поврзано. Значи, не станува збор со генерал и со ова си е посебно. Значи, ти треба да пишуваш во моментот, еве, кога разговараш и кога слушаш. Значи, кликаш тука, дали ги се добивте вие сите тука? Може? Да. Еве, че сите сте додадени во групата. Че јас ништо не правам друго, само, еве, во групата вие да може да пишувате. Еве, во групата е цела група. Гледате? Сте додадени сите. Не можеме да пишуваме. Уште пишува only owners can send messages to this channel. Ајде. Ненад? Да. Може? Можеш да само пишуваш? Не. Пак не. Не.
Ајде да видам. Сега? Не. Не може. Чекајте само да исклучам снимањето.